Централен дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер. Да направиме преглед на настаните кои што го одбележаа денешниот ден, но и неделата зад нас. Кабинетот на председателот на Република Македонија остро реагира на изјавата на партискиот портпарол на СДСМ, кој обвини дека семејството на председателот Иванов е поврзано со бизниси и фирми на Панама. Денес се одбележа 11-та Европска недела на имунизација. Република Македонија има успешен систем на имунизација. %80 финансиска подршка од државата за набавка на високо приносен добиток. Оваа мерка ќе го подобри квалитетот на производството и одгледувањето на добиток. Портпаролот на СДСМ Петре Шилегов денеска на пресконференција обвини дека семејството на председателот Ѓорѓе Иванов е поврзано со бизниси и фирми на Панама. Поточно дека братот на Маја Иванова, Сашо Тоневски, има бизнис релации со фирмата Lip Corp Panama City од Панама, која е основач и собственик на фирмата Delfino Travel Balkans. Шилегов изјави дека пред неколку дена, кога почна да се шири скандалот со перењето пари во панамски фирми, фирмата Delfino Travel Balkans е згасната и избришена од Централен регистар. Кабинетот на председателот на Република Македонија остро реагира на оваа изјава на партискиот портпарол на СДСМ и ги демантира, како што наведуваат изнесените лаги. Сметаме дека обидот преку лаги и манипулации да се представи семејството на председателот Иванов како дел од криминална банда е крајно недолично и неодговорно однесување на една политичка партија. Ја повикуваме политичката партија СДСМ веднаш да го објави својот трансфер на пари преку таа фирма и да ги соопшти сите кои биле вклучени во било што на таа фирма, која патем е основана во Скопје и никогаш не проработела. Во спротивно, Шилегов ќе мора своите тврдења да ги докаже на суд. Фирмата Delfino Travel Balkans е основана во 2009 година во Скопје со сметка во ТТК банка во Скопје и е избришана од Централен регистар во 2015 година. Согласно Законот за трговски друштва, член 552б се наведува во реакцијата од кабинетот на председателот Иванов. Денес се одбележа 11-та Европска недела на имунизација на која беше произнесен заклучокот дека Република Македонија има успешен систем на имунизација и висок опфат. Стравот од вакцинирање на своите деца кај родителите се ослободува. Република Македонија има успешен систем на имунизација и висок опфат, истакна Јованка Костовска, раководител на секторот за превентивна здравствена заштита во Министерството за здравство. Во пресред на 11-та Европска недела на имунизација, која денес се одбележа во Зоолошката градина во Скопје. Откако минатата година беа воведени поливалентните вакцини, веќе 50.000 дози се дадени, а од незадолжителната стрептококна вакцина поделени се 1200 дози во целата држава, информираше Костовска. Родителите се охрабрија многу со овие поливалентни вакцини, бидејќи ги бара одамна, ги очекуваа, па дури одеа во соседните земји да ги купуваат. Сега ги има кај нас ги вакцинираат своите деца. Па од август до сега можам да кажам дека се поделени 50.000 дози. Толку се доснати дози. Ефектот е одличен, бидејќи во исто време децата ги заштитуваме од 5 или од 6 болести. Продолжуваме и понатака со поливалентните вакцини. Костовска информираше дека вакцините во Македонија се безбедни и дека се набавуваат од најреномирани производители од Белгија, Франција и Бугарија, кои се признаени од Светската здравствена организација. Вакцините пред употреба се контролираат во Агенцијата за лекови, па дури потоа се пуштаат во употреба. И упати апел до родителите да ги вакцинираат своите деца, уверувајќи ги дека вакцините не даваат тешки несакани реакции, туку само мали и очекувани реакции. Од Министерството за здравство истакнуваат дека со поливалентните вакцини значително се намали бројот на боцкања од 13 на 7 пати во периодот до 18 месечна возраст. Нагласуваат дека со само едно боцкање најмладите се штитат од многу болести, а со редовната вакцинација се постигнува колективен имунитет и стабилна епидемиолошка состојба. 80% финансиска подршка од државата за набавка на високо приносен добиток е мерката преку која не само што ќе се подобри квалитетот на производство и одгледување на добиток, туку за неколку пати ќе се зголеми заработувачката на сточарите и оние кои планираат да се занимаваат со сточарство. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски денес го појасни бенефитот од оваа мерка.
Повисоки приноси за сточарите, поквалитетни производи и поголема конкурентност на македонскиот земјоделец на европскиот пазар, вака заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски ги дефинираше очекувањата од новата мерка за 80% кофинансирање за набавка на високо приносен добиток. Имајќи предвид фактот дека во претходниот период се промовираше и проектот капка по капка, системот капка по капка, каде што и тука предвидуваме 80% покривање на трошоците за инвестицијата, за имплементирање на ваков систем кој што треба да биде комплементарен. Таму каде што нема систем за наводнување со бушотини преку ископи на бунари, да во површина до 50 хектари целосно биде покриена оваа инвестиција. Со овој проект, системот капка по капка, со проектот за набавка на високо приносен добиток, целта на ВМРО ДПМН е да кај сточарите и кај сите оние кои што се занимаваат било со сточарство, било со полјоделство, било со одгледување на овошни култури, да го подобриме приносот, значи да има поголема продуктивност во производството, да имаат поголеми приходи земјоделците кои што се занимаваат со одгледување на вакви култури, на ваков вид на земјоделска дејност, да квалитетот на производот биде на повисоко ниво. И тоа е потврдено со меѓународна пракса, со добрата земјоделска пракса, и науката го има потврдено тоа, и искусните развиени земји кои што имаат постигнато високи резултати преку имплементацијата на овие системи. Мерката за финансиска поддршка од страна на државата при набавката на високо приносен добиток ќе почне да се применува од 1 јануари 2017 година преку програмата за рурален развој. Максималната вредност на прифатливи трошоци ќе изнесува до 100 милиони денари, со кои може да се купат максимум 100 крави или 1000 високоприносни кози или пак 800 високоприносни овци. Средствата ќе се доделуваат како неповратна финансиска помош, а право на користење ќе имаат сите одгледувачи на добиток кои се запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Набавката на добитокот ќе се врши од признати одгледувачи на добиток. Единствена пречка за нечленување на Македонија во НАТО е спротивставувањето врз основа на наметнатиот спор со името од грчка страна. Вака македонскиот министер за надворешни работи Никола Поповски одговори на прашањата на новинарите на министерскиот состанок во Солун, посветен на прекуграничната соработка. Непознавање за позицијата на Македонија во евроатлантските структури или провоцирање на одговор кој што е општо познат. Бугарските новинари прашањата поврзани со причините за пречките за членство на нашата земја во Алијансата ги поставија на македонскиот министер за надворешни работи Никола Поповски, кој во Солун учествуваше на министерски состанок, посветен на прекуграничната соработка во контекст на кризата со бегалците и мигрантите. На прашањето дали очекува на самитот во Варшава Македонија да добие покана за членство во НАТО, Поповски одговори дека не би можел да каже за тоа дали Македонија очекува или не, бидејќи сепак тоа е одлука на земјите членки на НАТО, а не на Македонија. Во однос на НАТО има одлука од 2008 година, со која е јасно констатирано дека единствена пречка за нечленување на Македонија во НАТО е спротивставувањето врз основа на наметнатиот спор со името од грчка страна. А потоа во 2011 година има одлука на Меѓународниот суд на правдата, кој кажува дека таа одлука не е легална. Се што се случува во меѓувреме се сведува на волја на земјите членки на НАТО, и тоа се однесува и на Варшава самитот, но и на било кој друг самит кој би можел да се случи, изјави Поповски и додаде дека во овој момент нема впечаток дека постои подготвеност од грчка страна да се случи влез на Македонија во НАТО на Варшавскиот самит. Поповски напомена дека со бугарскиот министер за надворешни работи Даниел Митов разговарале околу сегашната ситуација и ризиците од мигрантските коридори, кои сега постојат да бидат поместени, а еден од ризиците е и дел од мигрантите кои сега се обидуваат насилно да поминат од грчка на македонска територија, да ја заобиколат влегувајќи најправин во Бугарија, па враќајќи се од Бугарија во Македонија. За она што би можело превентивно да се направи, Поповски изјави дека сите министри се согласиле дека најдобриот план во моментот е оној на Европската унија и оти затварањето на балканската рута треба да оди паралелно со реадмисија на мигрантите од Грција кои не се основани азилобаратели и реалокација, односно дистрибуција во други земји членки на Европската унија на мигрантите кои се легитимни азилобаратели, а се наоѓаат во Грција.
Да се подсетиме и на настаните кои останаа забележани во текот на изминатата недела. Со средства обезбедени од програмата Гранд помош за поддршка на мали проекти, основана од владата на Јапонија, започна реконструкцијата на здравствената станица во двориште Беровско. Објектот кој беше оштетен во поплавите од 2015 година ќе биде адаптиран и уреден во објект кој ќе ги исполнува сите услови за ваков тип на објекти. Со средства обезбедени од владата на Јапонија преку програмата Гранд помош за поддршка на мали проекти, започна реконструкцијата на здравствената станица во село Двориште Беровско. За објектот кој беше оштетен во поплавите во 2015 и во доста лоша состојба, предвидена е реконструкција и преадаптација во модерна амбуланта која ќе ги исполнува сите услови за ваков тип на објект. Во проектната документација со која аплициравме е предвидено да се направи целосна реконструкција на кровот, да се санираат сите направени оштетувања од страна на поплавите кои беа во февруари 2015 година внатре, да се изменат плочките. Имаме целосна промена на столаријата, на дограмата на целата зграда, ќе се стави нова ПВЦ зграда и ќе се подобрет мрежата на електрична струја која е потребна да ги има во сите простории на објектот. Реализацијата на овој проект за жителите на Двориште ќе значи многу, бидејќи во моментот овие жители здравствена помош бараат единствено во здравствената станица во Берово. Требаше и до сега да има лекар, да има сестра, секој ден има потреба, бидејќи сме оддалечени многу од Беров. Амбулантата треба постојано да работи, зашто најдобро е кога здравствените услуги се даваат на граѓаните во нивното село. Инаку, финансиските средства за реконструкција на амбулантата во село Двориште изнесуваат близу 30.000 евра, кои се делат вкупно 302.000 евра помош за 5 проекти во Македонија од страна на јапонската влада. Во однос на минатата година, за 30% ќе бидат зголемени површините со тутун во плачковичките села. Ова е резултат на добрата откупна цена и на субвенциите од државата. Годинава во однос на ланската година, за 30% ќе бидат зголемени површините со тутун во плачковичките села, што се должи на добрата цена која беше постигната со последната откупна кампања. Освен од цената, тутунарите се задоволни од субвенциите. Па едно 15 дека сигурно. Исплаќали? Како не се исплаќа? Задоволни ли сте? Задоволни сме од се и од цена од се. Што сакат другите? Субвенции дават, мушами дават, препарати дават. И што сакаме ние? Овој год 3 дека туѓе сада. Така, дали сте задоволни? Задоволен сме. Пола не беше задоволен. Овој год сум задоволен, што 120, 105. Од прилика од 5 до 10 декара. Тутунарите се сеќаваат како било порано кога засадувале тутун. Едно време го работеме тутуно за 20 динара. Сега е по едно време. Па со текот на годините на времето се движе и цените се движат. Ѓуброто го збираме, најскапаното, дожд го врне, ветер го ма, 50-60 динара и 60 динара словенци, 120 динара. Што сакаме ние порно тоа? Не е голем трошок. Што е голем трошок? Едноорање, двеорања, фрлање ѓубре, тренјање и брздење, садење. Сега има и машини, има и се посадува. Расадувањето на тутунот ќе започне во текот на наредниот месец во мај. Тутунарите се должни да се пријават во подрачната единица на Министерството за земјоделство и да ги имаат потребните регистарски картони. За младите да водат повеќе грижа околу здравиот живот, зголемување на физичката активност и запознавање со негативните влијанија од користење на никотин како и допинг во спортот се неколкуте тези на одржаните кампањи во Каменица со одигрување на надпревари во мал фудбал. Кампањите се поддржани од СВР Штип и Совет на млади во Македонска Каменица. Во рамките на кампањите превенција од никотиноманија на секторот за внатрешни работи Штип, оддел превенција и чист спорт борба против допинг во спортот на Совет на млади Македонска Каменица се одиграа надпревари во мал фудбал. Учество заземаа мешани состави од вработените на полициската станица и ученици од основното и средното училиште. За да се сопре против пушење и против никотин. Дали дава резултат ваквите надпреварувања и дружења помеѓу младите за да се намали никотин? Дава многу резултат, многу се дружи, многу игра фудбал, многу дава резултат. Па на младите им препорачуваме да спортуваат повеќе, да секој
дневно да имаат спортски активности и да ги избегнуваат штетните манiri. Зголемување на физичката активност, поголем број на млади посветени кон спортот и спортскиот живот, штетните влијанија на никотинот и употребата на допинг за добивање на поголема енергија за време на тренинзите се само дел од целите на овие кампањи. Превенција од никотиноманијата финансиски е поддржана од СВР Штип, а борбата против допинг од општина Македонска Каменица. И Пехчево доби своја патека на Петко и шумските жители. Пехчевска авантура е насловен проектот кој се спроведува на Пехчевска територија, а е финансиран од програмата за зачувување на природата и имплементиран од Сдруженијето ОХО од Скопје. И Пехчево доби своја патека на Петко и шумските жители. Пехчевска авантура е насловен проектот кој е финансиран од програмата за зачувување на природата, а имплементиран од Сдруженијето ОХО од Скопје на територијата на општината Пехчево. Овој проект е од доста големо значење за општина Пехчево, бидејќи со информативни и едукативни табли и уредување на целата патека го поврзува едукативниот центар во село Негрево за зачувување на природата, кој што исто така е проект финансиран од страна на програмата за зачувување на природата. Во рамки на овој проект 30 ученици ја изодија патеката во должина од 4 километри, ги погледнаа информативните табли и научија нешто повеќе за природата во Пехчево. Значи за животните, растенијата, растителните и лековите билки кои што вираат во општина Пехчево и научија голем дел за тоа како треба да ја зачуваат природата, а на некој начин и да ја искористат. Патеката е лоцирана на потегот од едукативниот центар за зачувување на природата во село Негрево до местноста Јудови ливади, каде се наоѓа една од најстарите флори на овие простори, инсектојадното растение Дросера рунтодофолија. Во овој случај патеката како што има едукативно значење, така и ги подига јавната свест кај најмладата популација, односно кај учениците, за тоа дека тие треба да ја зачуваат својата природа и да знаат како да го искористат природното богатство со кое што располага нашата општина. Инаку со изградбата на летна училница на крајот од патеката, во проектот успешно се вклучи и општина Пехчево. Холандската новинарка Ебру Умар е приведена во Турција и е на сослушување поради текст за председателот Реджеп Таип Ердоган, кој го објавила на социјалната мрежа Твитер, објави холандскиот весник Метро. Новинарката вработена во истиот весник, која има турско потекло, била приведена вчера. Таа објавила на Твитер и дека била одведена во полициска станица во одморалиштето Кушадаси. За сега нема официјални коментари од холандските и турските власти. Во Турција се покренати околу 2000 случаи поради навреда на Ердоган. Американскиот председател Барак Обама ја исклучи можноста за испраќање американски копнени сили во Сирија и нагласи дека ситуацијата во земјата не може да се реши само со воени средства. Ке биде грешка за САД и за Велика Британија да испратат копнени сили и да го соборат режимот на Башар ал-Асад, рече Обама во интервју за BBC. Американскиот председател призна дека не очекува од терористичката групација Исламска држава ќе биде победена во следните 9 месеци, колку што остануваат до завршувањето на неговиот мандат. Можеме само да го намалиме регионот во кој действува, додаде тој. Обама ја означи Сирија како можна комплексна ситуација за која не може да има едноставни решенија. Терористите од ИСИС убиле 45 собствени борци така што ги затвориле во голем фрижидер, пренесува Daily Mail. ИСИСовците своите борци ги фатиле во бегство во Ирак и ги обвиниле за кукавичлук, па ги заклучиле во голем фрижидер каде борците умреле од замрзнување. Овие информации ги објави ирачката новинска агенција Ал Сумарија, пренесува Daily Mail. Заробените борци наводно во фрижидерот поминале цел ден. Откако умреле во агонија, нивните тела наводно биле наредени на улица за да служат како предупредување за другите. Во Ирак и понатаму се одвиваат жестоки борби, а во последниот вчерашен бомбашки напад во Багдад загинаа најмалку 12, а 39 лица се повредени. Ракометарите од Кратово, Кочани, Македонска Каменица, Виница, Берово и Делчево денес во спортската сала Методи Митевски Брицо во Делчево беа гости на ракометниот клуб Брегалница Плюс, како дел од пријателските надпревари на Академијата на Металург во генерацијата 2002-2003. Целта на денешниот надпревари е да се дружат децата, да се развива спортот во Источна Македонија, да покажеме дека во Источна Македонија спортот е исто така број 1 и
пред се да извадиме еден добар спортист кој ќе биде представува и нешто бои од Источна Македонија. За дечињето ова беше убав ден за ракометна дружба и покажување на најдоброто од она што го научиле за ракометната игра. Ние тренираме околу 2 месеца. Учиме се, забавуваме, одиме на кампови. Многу е забавно, многу нови работи учиме, постигуваме многу успехи и така. Мирјана Гошевска, како одговорно лице за ракометната академија на Металург за Источниот регион, од следната надпреварувачка сезона најави вклучување на помалите генерации во новата мини лига која наскоро ќе биде формирана. Во летниот период пак ќе следува и летен камп за младите ракометари. Во координација со ракометниот клуб Металург се оди на вклучување на помалите дечиња, односно на да се формира мини лига од 2004 и помали. Чи за летниот период има организирано ракометната академија на Металург камп во Охрид. Можам да кажам дека веќе трета година одиме. Освен напорните тренинзи што ги имаат дечињата, има многу забава, многу дружење и се учат многу нови работи. Освен екипата на Брегалница Плюс, која што е дел од ракометната академија на Металург, во Источниот регион уште се наоѓаат и екипите на Младенец од Кочањ, Астра Спорт од Македонска Каменица, Тора Спорт од Виница, Кочо Рацин од Кратово, како и екипата на Недојло Малешевски од Берово. Најдобриот каратист од Штип Емил Павлов со завршни подготовки за Европското првенство кое ќе се одржи во Монпелје, Франција. Финалните подготовки ги започнува оваа недела, кога заедно со карате репрезентацијата на Македонија ќе замине во Дојран. Инаку Павлов минатата недела го освои второто место во карате премиер лигата во Салцбург, Австрија, во категоријата до 60 килограми. Европското првенство во Франција започнува на 5, а ќе трае до 8 мај. Попладнево се одигра уште едно коло во плей-оф и плей-аут фазата во првата фудбалска лига во Македонија. Вардар е се поблиску до освојување на шампионската титула во првата македонска фудбалска лига, откако и денес извојуваше победа од 1-0 во дуелот против Шкендија, кој се играше попладнево на арената Филип II. Екипата на Вардар има 5 бода повеќе од Шкендија на само 3 кола до крајот на првенството. Фудбалерите на Брегалница исто така славеа победа од 2-0 против тимот на Шкупи и во моментот се наоѓаат на 6-то место на табелата со 36 бода, односно 2 помалку од Шкупи. Екипата на Работнички полесно од очекувањата го совлада Силекс со 2-0, со што се искачи на 4-то место на табелата. Во плей-аут се одиграат два надпревари. Царев двор извои победа од 2-0 против Металург и двете екипи се сигурни патници во втората лига, додека Турново и Реново одиграа надпревар без победник 0-0. И по сите предвидени содржини за ова централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија, ви закажувам нова средба на 30 минути пред полноќ во Дневник 3. До тогаш пријатно.